Веќе е во тек пробниот попис на земјоделие. Истиот ќе се спроведува во периодот од 15 до 30 јуни. Предмет на попис представуваат индивидуалните земјоделски стопанства и дел од деловни субјекти ќе бидат опфатени кои што се занимаваат со земјоделска дејност. Во овој период ќе се изврши попишување во населено место Дабиле, каде што е избран статистички пописен круг кој представува дел од територијата на населено место Дабиле и целта ни е да извршиме тестирање на апликацијата и останатите инструменти за спроведување на пописот, кои што ќе бидат подготовка за пописот на земјоделие кој што се планира да се спроведе наредната година. Попишувањето ќе го извршат лица овластени попишувачи кои што со себе носат овластување како документ за идентификација во домаќинствата и тоа се вработени лица од регионалното одделение за статистика Струмица. Даватели на податоци ќе бидат носителите на земјоделските стопанства или пак член од домаќинството кому му се најпознати податоците во врска со прашањата кои што ќе бидат поставувани. Методот на прибирање на податоците ќе биде по пат на интервју. Податоците ќе се внесуваат во апликација на таблети и податоците кои што ќе ги дадат членовите од земјоделските стопанства ќе се користат исклучиво за статистички цели, тоа се доверливи податоци и нема да се користат за никакви други цели. Би апелирала до земјоделските стопанства слободно да ги прифатат овластените попишувачи, да слободно ги дадат податоците кои што се барат од нив. Посебни документи не бараме, единствено нешто што ќе биде потребно пред време да го обезбедат и дадат идентификацијониот број што им е доделен при регистрација во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. И секако да одговорат на поставените прашања кои што се однесуваат во врска со користеното земјоделско обработливо земјиште, насадите кои што се насејани на тие користени површини, по видови категории, добитокот по број видови категории, начин на наводнување на земјиштето, користење на ѓубрива, механизација и карактеристики на механизацијата, секако и за ангажираната работна сила во земјоделското стопанство, од аспект дали е тоа платена или неплатена семејна работна сила. Значи тоа се сетот на прашања, последните она што ме ги спомнавте, тоа се прашања кои што ќе бидат упатени до земјоделските носителите на земјоделските стопанства, кои што вие ги добивате како одговор. Колку обработуваат, колку не обработуваат, која механизација, барем колку што ве разбрав. Да, токму така. Значи земаме податоци за користено обработливо земјиште и добитокот кој го одгледува стопанството.